Здраво живо. Ова е древен македонски израз, кај што древните македонци го потребувале за да го нагласат значењето на здравје и животот како двете најбитни работи во нивниот живот. Вака, Аристотел Тентов збореше и за жал прерано почина, а денеска Аристотел Тентов е во нашите мисли, а неговото учење и сето тоа што го откри, ќе го збориме со господинот Васил Чулев, кој е еден од следбениците на Тентов. Здраво, Васил. Здраво, благодарам за поканата. Добре дојде. Баш ми е драго што си гостин на нашиот подкаст. Професорот Тентов, кој прерано почина, остави оставштина која е многу значена за нас, македонците. Ти идеш на неговите предавања, си еден од неговите следбеници. Да. Какво е твоето сеќавање за него? Па, убаво сум, кратко речено. Имаше негов клас, каде што држеше часови за ова нивно откритие, кое што го направија заедно со академик Бошевски. За жал на 1 декември оваа година почина после долго боледување во дом, некој беше сместен старечки дом. И тоа е за жал реалноста. Меѓутоа, ете, ние што одевме на тие часови ги следевме тие работи, не се предаваме. Ќе кажуваме, ќе збориме вистината и за оваа писменост, и за трудот на Аристотел и неговиот колега Томе Бошевски и понатамо. Кажи ми за оние што помалку знаат, а дефинитивно они беа игнорирани и од мејнстрим медиумите, науката, историјата и така натаму, зошто е значаен господинот Тентов за нас? Па, значаен е дека он откри врска помеѓу тоа древно, така наречено демотско писмо и македонскиот јазик. Значи, они не откриле топла вода, тоа македонско писмо подолго време се изучува и од други лингвисти и други научници, почнувајќи уште од Ломоносов, да кажеме, после други, Акерман е познат, потоа во Чикаго лингвистичкиот центар, најголемиот светски лингвистички центар во Чикаго исто го изучува, иако тие немаат блага идеја за што се работи, бидејќи за еден било каков символ имаат и по 20 значења, значи апсолутно поема немаат. На крај русинот Гриневич, кој што мислам дека се уште жив, исто и он даде негово видување за оваа проблематика. Нашите простори познат е Црноризец Храбар, например, кој што уште во негово време, не знам кој век беше тоа, среден век, кажа дека пред кириличното и глаголичното писмо народот пишувал со черти и рецки. А сите го знаеме. И на база на сите тие поранешни истражувања, Тентов и Бошевски направија голем пробив со тоа што понудија систем за како да се разбере тоа писмо. Значи, они фактички го декодира начинот на кој е пишувано писмото. И тоа го објавија во 2005 година со нивниот труд, кој што беше издаден во Македонската академија на науки и уметности. Се нарекуваше трудот "Потрагите на писмото и на јазикот на античките македонци". И тука сега веќе они почнуваат, значи, да објаснуваат за што се работи. Со Бошевски го развиваат системот кој што е и сложен и многу едноставен. Значи се работи за слоговно писмо, значи уште немало букви, така е и генерално и историјата на писменоста. Прво луѓето цртале животинчиња со цртежи, па од цртежите настанале пиктограми или идеограми, како што се нарекуваат, тоа е сликовно писмо,
со кој што, например, и ден денес пишуваат кинезите, меѓутоа нивното како еволуира, се повеќе оди кон црти и рецки и кинеското писмо. Така да, втората фаза, веројатно, после тие идеограми е слоговното писмо. Ќе дадам најбанален пример, затоа што во нашиот јазик тотално е заборавен коренот на зборовите. Најпрост пример е зборот дома. Што значи дома? Создаден од два слога. До и ма. На денешен јазик до мама. Што е најдраго на секој човек кога е дете? Мама. Така, до мама е дома. Тоа е домот. Мајката била домот фактички. И ден денеска е генерално мајката каде што е, таму е домот. И такви има разни примери многу што може да се Дали имаш некој друг пример? Таков, што Па, да размислам. Сега еве овие што се зборовите баба, мама, тата на српско-хрватски, кај нас предево тато, се исто, тоа е повторување на слогот, бидејќи едно слоговно биле тие. Та, ма, па, ба. И во некои јазици се уште така е. Со еден слог се означува ба, ма, значи мајка или баба или татко. За да се даде значење на нивната улога во животот, за да се како да им се одаде чест, се кажуваат два пати. Тата, папа, мама, дада. И звучи глупаво денеска тоа, меѓутоа така е. Еве, например, дури папа, овој што е во Ватикан, зборот папа значи, ако се преведе, значи височество, дека па слогот означува нешто високо. Тоа го декодирале и Бошевски и Тентов. Значи има многу такви откритија и од поранешни лингвисти до ден денешен, каде што како да кажам, поелоквентен пример би било како на пример образование. Што значи образование, никој не размислува. Ма тоа значи образ, ова, ние. Тоа не е нашиот образ. Ние што се образуваме, што учиме. Тоа е нашиот образ. Образование. Едноставно, ама никој не размислува за тоа. Има и така многу примери, се можеби нема да ми текнат, меѓутоа полне нашиот јазик со такви работи. Значи, они почнаа со тоа, направија систем како да го декодираат и тоа го запишаа во таа една нивна книга што се појави во издателството на Ману и после тоа почнаа да ја пропагираат таа. Нормално, сите ги отфрлија како шарлатани, тоа секогаш се дешава со секое ново откритие. И Шамполион кога го декодирал долното така наречено старогрчко писмо од каменот на Розета, кој уствари се вика Коинес, има свој назив тоа писмо, не било старогрчко во тоа време, него се викало Коине. И Шамполион кога го успеал да го дешифрира тој долниот текст од каменот на Розета, исто го нарекува шарлатани, не знам колку поминале 20-30 години, но дека не го прифатиле. Како успех, како пробив во лингвистиката. И Шамполион не бил лингвист, он бил математичар или не знам тамо што бил некој научник што се бавил со екзактни науки. И така. Колку време им требаше на нив да го дешифрира? Дали имаш таа информација? Па се работеше паралелно, значи они првиот проблем им беше да ги одделат посебните знаци. Затоа што во тоа време писмата се пишуваат без престани, нема ни точки ни заперки, нема одделување, нема паузи. Така да они, не знам, неколку години потрошија на регистрирање на одделување на посебните знаци, пошто ти кога имаш низ од знаци и сега од каде до каде што е. Треба да откриеш, треба да осознаеш. Значи, они открија колку знаци има во писмото. Колку знаци има во писмото? 28 или 29 беа. Тоа се фактички се знаци за слог, за согласка.
Самогласките имаат посебни знаци, меѓутоа многу ретко се користат, бидејќи согласките со ротација во хоризонтална рамнина го даваат озвучувањето. Така да, например, имам тука една, вака имам една ротација направена на буквата Р, која што и во древномакедонското писмо се пишувала со истиот знак. И сега, како што ротира Р-то, символот на таквото, они ги најдоа тие ротации. Значи, во писмото ги спознаа, ги дознаа, ги открија, ги видоа и успеа да ги озвучат. Значи, според некоја логика, за да направат збор. Некои биле познати од порано, некои се откриле од ново, имало некои врски останати во коптското писмо и други лингвисти што имале нивни сознанија, со дедуктивна, како се викава, компаративна лингвистика, со палеолингвистика и можеби и работи што останале во глаголицата, понатаму и во кирилицата. Значи, како кога ќе се сврти, кога ќе се ротира Р-то, как, дали знаеш кои се различните... они открија до 8 озвучувања, од кои ние денеска во модерниот македонски јазик мислам дека користиме се уште 5 или 6, а во некои дијалекти они тврдат дека уште се користат сите 8 во некои дијалекти македонски. Значи имаме еве сега како што се врти Р-то, пошто Р-то е асиметричен знак, значи може да се врти и лево и десно како во огледало и може да се врти и нагоре и надоле. И во таа рамнина они ги озвучија како ре, ро, р, тој нашиот темен вокал што не го пишуваме, само нели ставаме запирка од озгора, кој што порано го имаше бугарите, уште го имаат, русите го имаат, сите нели уште го зачувале. Па долго ро, па ра, ру, ри и долго ре. И на основа на таа нивна дедукција на ротациите како се озвучени, они успеа да ги прочитаат и лигатурите. А лигатурите се веќе склоп на повеќе вакви слогови знаци, еден преку друг. И бидејќи се врзани, тоа на италијански или на латински е лега, или познато исто и како легура во нашиот јазик. Легура исто значи сврзување на два метала во случајот, а лигатура во лингвистиката значи сврзување на два или повеќе символи во еден знак. И така со тие ротациите има овакви што се и симетрични символи, кои што имаат само 8 ротации, бидејќи се симетрични, ако вака и вака го свртиш исто е. Така да нема разлика. И они направија табели за овие символи кога се озвучуваат и како се озвучуваат со ротациите. Со тие 8 главни озвучувања, значи О, долго, У, долго обично е А, И. Они така се тука на табелава ги поставија. И почнаа да ги читаат и да ги откриваат зборовите. Понатаму нормално открија и самостојни идеограми, што се зачувале како идеограми, например, зборот за бого или знакот за змија е фактички нацртана змија. Да, или звезда најдоа и звезда и сега се претпоставува таа дека е некоја конкретна звезда на небото, меѓутоа уште не открија која е. Има звезда нацртано во текстот на Розета, буквално. Тоа се тие идеограми кои што останаа, за разлика од овие слоговните знаци, кои што се вртат во хоризонтална рамнина и со тоа се озвучуваат. И сега, например, има остатоци од тие древни овие слогови, кои што се зачувани до ден денес пишуваат во слична или иста форма, како Ј или Р, исти се како денешните Ј, Р, и имаат, например, П-то е речиси како нашето денешно П, само што му фали една нога, така да кажам. Значи, такво П имаше и во древното којне писмо, или така наречено старогрчко П-то, така се пишуваше како Г. Има Ж-то, кое што денес е
комплетно со сите ротации, ама само Ж. Додека во древно македонското писмо е поделено и сецкано на парчиња и со ротација ги дава слоговите, а не е комплетно. Така се, но треба да се види тоа за да се. И тука на една табела ги имаат овие што се симетрични везнаци, кои што имаат по 4 ротации. После има некои посебни символи како за Д, како за Љ, како за Л-то, кое што е и Л и Р. Затоа што се предпоставува дека луѓето почнале да изговараат Р покасно. Прво немало Р. Даде, например, не викале господар, него викале господал. Што и звучи логично. Господ дал. А може и господар да биде. Меѓутоа, Р-то е покасна инвенција. Така ми тврдат лингвистите. Мислам, не сум го измислил ја или Тентов или Бојшевски, него генерално лингвистиката тврди дека Р-то е покасна измислица. Еве како за пример, кинезите ден денеска немаат Р. Тие се уште во позаостаната форма на писменоста, со тие идеограмите, во кинескиот јазик буквално Р нема. Ако не сте знаеле, тоа е тоа. Има, значи, посебни знаци кои што се за Н, Њ, К и Ќ. Додека другите се со ротација што се означуваат. Тука имаме еден таков пример, каде што едно е идеограмот и додавка со слог. Значи, овие трите црти вертикални што се означуваат Бог. Бого или Бога. Ако е на Бога, како денес ние што викаме Бога му, они викале Бога му. Тоа е декодирано. Или деца, значи Д-то символот дефинитивно го имаат потврдено Тентов и Бошевски и со комбинација со Ц-то, кој што во ротација ја дава звучноста со А и пронајден е зборот деца. Или деца мо. Деца мо значи деца на големата мајка Божица. Во тоа време. Затоа што таа била најголемата и најценетата, најголемото, највисокото и најценетото богатство на македонците. И они открија во еден дел дека македонците себе си се нарекувале деца на Модеа. Децата на Божицата, на Божицата мајка во превод. Да. Понатаму почнуваат, значи, и да реагираат на ова нивно откритие центрите за лингвистика и на запад и на исток, некои негативно, повеќето негативно, некои позитивно. Позитивно беше одговорот од Ленинградскиот државен универзитет на Александар Сергеевич Пушкин. Да. Во Ленинград, тоест Петроград или Петерсбург, каде што беа поканети да одржат предавање за нивното истражување, тоа беше, мислам, чини 2011 година. После тоа беа поканети и и во Канада имаат одржано предавање едно, во Торонто. Онлайн предавање беше во некоја сала таму, со видеобим. Овдека се они во Каиро, кога ги поканија египтолозите, да им покажат што е тоа они што го откриле, како успеале, на кој начин да го декодираат демотското. Затоа што и ден денеска египтолозите демотското писмо го декодираат со сантиметар. Ако имаат со метро. Ако имаат грчки текст за да споредат од тука до тука, значи кога што пишува на грчкиот текст и они бараат со метар од тука до тука, од прилика, тоа е. За жал, немаат конклузивно систем откриено за да го читаат. Значи не знаат да ги озвучат символите, додека Тентов и Бошевски понудија систем со кој што може да ги озвучат символите и со тоа да откријат зборови, изрази и цели реченици. Во прво време
Дали им беше дадено на нив да пристап до древното египетско писмо или нивните... Да, они добија и до таму пристап во музеот на Каиро до други декрети фараонски што биле пишувани од тоа време. И земаа материјал, они ги фотографира за да ги декодираат и да и понатаму, како тој од Канопус што е декретот и некои други, сега не ми текнуваат имињата, имам доста записи на папирус. Они фотографираа многу работи од тоа, меѓутоа за жал Тентов негде таму 2015 година доживува, викаат, мозочен удар. Јас не знам, не сум медицинско лице, ниту сум се распрашувал малце подетално што му се случило и така престана неговата работа. За жал и академик Томе Бошевски почина пред него 1 или 2 години пред да се разболи Аристотел Тентов. И така нивната истражувачка работа беше нагло прекината, меѓутоа има, можеби јас не сум еден од најдобрите студенти, меѓутоа има други луѓе кои што упорно истражуваат, преведуваат, декодираат со овој систем. Што може да се декодира со овој систем? Па, они тврдат дека со овој систем може да ги декодираат и руските руни, и германските руни, и не знам сите тие стари писма со черти и рецки што биле порано. Сега, тоа може да биде дискутибилно, затоа што ете како и денеска што имаме различни писма, и тогаш од една земја до друга, веројатно, имале различни системи на озвучување, можеби, или на ротирање, или го модифицирале. И латинското писмо има неколку варијанти. Како, например, турското латинско писмо и италијанското латинско писмо не се исти. Имаат и различни символи, и различни озвучувања. Така да е по-комплексна работата. Они генерално се концентрирале на нашето поднебие и барале одговор во нашиот јазик, во македонскиот јазик. Дали да можат. И потврдно пронајдоа, значи, зборови од тоа време, кои што и ден денеска звучат свидлично или исто. Значи, овака слоговна многу е тешко да се повторно да се врати звукот. Немаме запис звучен од тоа време. Да чуеме како они го изговарале тоа. Меѓутоа, ова е најдобро што може да се дедуцира, да се осознае како заклучок што значеле тие писанија. А до потврдно 100% да кажеме дека вака го изговарале или така го изговарале тој збор, никој не може тоа да го каже, како што не може ни за хиероглифите да кажат, ни за некои други антички писма. Значи, светото тоа е во доменот на најдобра предпоставка. Тоа е тоа. Затоа што и понатаму нема звучен запис од како го читале тоа. Да. Значи, оние конкретно тука ги земав како слайдови првиот и вториот ред. Од каменото, од средниот текст на каменото на Розета, во тоа време све се пишувало од десно кон лево. Како арапското писмо. Зошто е значен каменот од Розета? Па значен е... За оние што не знаат. Значен е дека е првиот пробив кон осознавање на древните писма кои што никој не знал да ги чита до 19 век. Гледале камења со символи, никој не знал што е напишано. Шамполион запнал тогаш и со долготраен труд успел да го декодира, иако и тоа е пак се до некаде под предпоставка дека така звучи или не звучи. Затоа што идеограмите, хиероглифите на египтјаните пак се озвучуваат преку нашите денешни озвучувања. Ние како знаеме и како што замислуваме дека звучел некој збор. А дали тоа навистина така звучел пред 2-3 години, никој не може да знае.
Значи нема, повторувам, тонски запис, така да и тие сознанија се строго декодирање на символите, ама со резерва на тоа како биле изговарани. Меѓутоа едуцирани претпоставки може да се направат, а кој ќе се кога разбирање моја кој е коренот од македонски јазик, тогаш логиката е поголема и веројатноста дека тоа е така. Дали е тоа случи така или не? Делумно, но поентата е во тоа што се претпоставува дека колку идеме понамзад во минатото, јазиците биле попрости и попрости. Да, нормално. И како слоговно писмо, многу од тие работи коинцидираат и меѓу далечни говорни реони, да кажам, или земји. Значи, имале слични зборови за слични работи луѓето. Се уште не било толку диверсифицирано тоа говорното множество на различни јазици. И предпоставка е дека до некаде они можеле да се разберат меѓу себе баш заради тоа што јазиците биле многу прости во тоа време. Значи, зборови како денеска што е останато ние на децата што викаме дзе, нели? Гледај дзе. Тоа значи гледање или поглед или светлост дури. Бошевски и Тентов и најдоа, значи, Бого, дзе. Символот за дзе го наоѓаат до идеограмот за Бог. И тоа неминовно значи дека тој е Богот на светлината. Значи, без светлост не можеш да гледаш. Они така тоа го разглобија, го декодира на тој начин и така има, например, за Богот Зе, за Богот Зе, тоа се Богот на светлоста, па има Бог на младото сонце и така натаму. За жал не ги оставив тука списокот на тие божествата како не ги декодираа. Меѓутоа не одговараат, например, со старогрчкиот, да кажеме, под наводници грчкиот. Таков збор во антиката не постоел, тоа е покасна измислица. Не одговара со тој пантеон, што е на Олимп боговите, да кажеме. Си имале посебни божества, македонците си ги славеле. Може би некои биле слични со тој пантеон. Меѓутоа си имале посебен пантеон македонски. Тоа и Наде Проева и некои други историчари го имаат осознаено и докажано. Имаше Наде Проева баш посебна книга за македонската митологија. И таму се знае дека имале различни божества, славеле повеќе од некои други што славеле нашите южни соседи. Се дали ова може да се дали имаме на сегашна територија кај што живееме ние подкрепа на сето на ова писмо? Има, најдени се записи, меѓутоа дали се кријат во архиви, дали некој ги отстранил, дали некој ги украл, ги тргаат некако, не ги ставаат дури во музеот за археологија што е карши плоштадот Македонија од другата страна на реката Вардар. Сите што беа монети по налог на нашите южни соседи мораа да бидат тргнати. Да. За жал, во таква Срамно ситуација сме. и апсолутно Даде понижувачки некој од надвор да дојде и да рече тргни ова, да. не е твое. Да. А најдени тука на територија на Македонија. Да. Такви се за жал политичките ситуации. Конкретно знам, например, кога беше екипата од Америка, археолошка екипа од Америка беше, кога се врше искупувањата на Била Зора, кај Свети Николе таму во близината, имаше тогаш излегува фотографија од некои камени орнаменти, каде што имаше буквално исти вакви црти и рецки, значи не беше старогрчко писмо или кој не беше латинско, него ги имам некои пар фотографии така сочувано, каде што се гледа дека се како наликуваат на демотското писмо од Египет, што е
на каменото од Розета. Еден краток пасус тука ставив да прочитам како звучело тоа според Тентов и Бошевски, според нивното декодирање. Читањето е секогаш од десно кон лево, во тој правец, на сите антички, на сите древни писма е тој правец на читање. Сега тука се лигатури, како што ги опишавме, или кога има повеќе слогови поврзани дури еден врз друг, како легура, лигатура, нели, тоа што го објаснувавме. И сега читањето е од десно кон лево, најнадзе именца, најзе, мој наживе бого лето. На денешен јазик би било најсветло име, најсветол мој вечен бог лето. Значи имале македонците го славели и богот лето во тоа време. А лигатурите се многу едноставни, тука они открија Тентов и Бошевски многу добра врска со денешниот македонски. Еден од најповторуваните сврзници во македонскиот јазик е на овој, на оној, на бродот, на ресторанот, на името, на бабата, на било што. На сегде го користиме како бурек. И бара некои лингвисти, некои такви докази, тоа им беше крунски доказ дека на кај нив е многу едноставно се открива дека обично долниот знак е базата, слогот што е база, одозгора пишувале друг слог и тој што е одозгора е врстој одозлова. Така и на зе. На Ј, на зе и менца. Значи на Ј. Јето лежи доле, одозгора ставиле слогот на овој сврзникот на се предпоставува и менца. И така таа лигатура, тоа така се чита според Тентов и Бошевски. И звучи логично од секој, некој нека, ако сака да, нека дојдат ти од Чикаго лингвистите, нека кажат не овој символ, не значи ова, значи ова, и не се чита вака, него се чита вака, ама они немаат одговор на ниеден символ, не знаат. Предпоставки само имаат и, како што спомнам, веќе дури по 20 различни озвучувања нудат за некој символ. Интересно. И само уште ова да го додадам, они исто така и бројниот систем, пошто во времето на древните писма, бројните системи се пишувале со истите символи со кои што се пишувале буквите, или слоговиве во случајов. И они вака ги декодираат тие бројки со овие символи од 1 до 12. И нема нула. Па да, нулата многу покасно измислиле, викаат арапите, ама мислам дека за тоа се пак криви индиците. Интересно, а каде сте сега вие? Како... Па се среќаваме од време на време да размениме некои искуства, да размениме нови сознанија. Има некоја група на Facebook каде што се пишува за оваа работа, каде што се навлегува малце подлабоко во значењето на слоговите и се откриваат нови сознанија. Се работи на создавање фонд за компјутер. Доста комплицирано е тоа заради лигатурите нормално. Меѓутоа има некои наши така загреани интернет техничари, IT техничари, како се нарекуваат, кои што се подобри во правење такви работи, работат на тоа, така да каде и да е, најверојатно ќе се појави тој фонд и систем некој за како да може тоа да се пишува на компјутер. Што верувам нека ќе даде многу голема ваква, ќе иницира поголемо интересирање. Ќе биде интересно кога ќе се појави. А дали се
дали групите се среќавате или пак дали имате планови како за уиднина? Па не баш заради животот е таков каков што е, луѓето работат, имаат фамилија едно друго. Се поредко се среќаваме, меѓутоа идејата не умира. Тоа што е напишано, тоа што го дознавме. Ние ќе го пренесеме понатаму на некој друг и така. Значи семето е посејано, не може да да не изникне некаде. Значи до нас е да го полеваме, за да тоа израсне во едно цврсто стабло. Да, тоа би требало. Ова, например, да го направеа во Грција или во Бугарија или во не знам каде. До сега има институт за писмото. Кај нас некад не да го погледнат нашите институции и научници. Кој кажеш никаде го погледнат, дали им беше посочено или не? Да, имаше некои одговори од, како се каже, од академија, не ми текна, официјални одговори со на како неубави зборови за Тентов и Бошевски, нека си се бават они со тоа што се бавеле, нека остават лингвистиката на лингвистите, такви некои коментари. Ма добро, и Шамполеон не го признале од додма. Тоа е секоја нова работа е боде, трн во око на сите. Дефинитивно. И така. Аз се благодарам што дојде и даде почит кон твојот учител. Вечна му слава. Вечна му слава. Јас се надевам дека она што они го посеја, вие само ќе го продолжите, не само вие и сите ние. И еден ден се надевам дека нашата држава која ќе имаме во своји раце, која ќе биде вистински македонска, ќе има институт кој ќе дефинитивно изучува и овоа писмо. Кој што ќе го стандардизира, ова ќе направи подлога за да се разбере работата подобро. Да. Благодарам многу. Благодарам што не следевте во интересен разговор. Ви пожелам се најдобро.